Ние продолжуваме со спорт и јас мислам дека тука треба да се одјавам и да го препуштам микрофонот на Ани, бидејќи Ани е, не знам дали знаете, влюбена во спортот, се разбира во секој можен спорт и затоа најдобро ќе го води следниот разговор. Само мора да споменеме дека целосното интервју на колегата Бранко Чупевски ќе може да го погледнете на третиот канал на македонската телевизија по новогодишните празници. А како што спомена и Драги, продолжуваме на тема спорт. Милјана Релич во 2025 година заврши како најдобра спортистка во изборот на Македонскиот олимписки комитет и ја доби Златната олимпија. Неова прва награда за нашата Милјана. Се надеваме дека наредната година ќе има уште многу повеќе награди, затоа што навистина оваа девојка заслужува за сето она кој што го вложува во изминатиот период. Милјана, добро утро, добро ни дојдовте во емисијата. Добро утро и на гледачите на МРТ телевизија и ти благодарам тебе за убавите зборови. Ти благодарам и тебе што и те на крајот од годината одвои време да бидеш дел од нашата емисија. Споменавме неколку пати дека последниве неколку емисии ги посветуваме на најуспешните, да ја завршиме убаво спортски и оваа година. И очекуваш ли година оваа награда? Па така, оваа награда навистина ми представува огромна чест и задоволство да ја примам, бидејќи представува сет големиот труд што го постигнавме оваа година. Од 6 турнири имавме 6 медали. За малку ни избега турнирот на светското првенство, бидејќи во првата борба се стекнав со повреда. Но навистина имавме една успешна година за нас и оваа награда беше очекувана. Ова беше успешна, меѓутоа и напорна година за тебе. Што најмногу те мотивира? Најмногу ме мотивира тренерот, семејството и секогаш да представам нашата држава во најдобро светло. Еве, ти веќе почна со меѓународните успеси, гледам да се сетирам во разговорот, посебно таеквондо, јас немам многу знаење, затоа ќе гледам малку да ги генерализирам прашањата, посебно околу успесите, со оглед на тоа дека, како реков на почетокот, светот на младите останува. Така. Малку повеќе околу меѓународните успеси, значи ти веќе ги наброја. Дали си задоволна од сето тоа? Па навистина сум задоволна за овие 12 месеци какви резултати постигнавме. Следната година не очекуваат уште поголеми предизвици. Тоа сакам и да прашам, да. Да, следната година имаме европско првенство и уште многу битен момент е тоа што следната година е веќе квалификациона година за Олимписките игри во Лос Анџелес 2028. Тоа значи дека веќе од следната година се собираат поедни за 2028. Исто така не очекуваат и Гран При, турнири кои што носат многу поени за таа олимписка ранглиста, така да од следната година ќе биде навистина тешко. Значи, те очекува исполнета година првенство, бидејќи да, година со многу предизвици. Ако никогаш бевме навистина горди што сме македонци, тоа беа летните олимписки игри во Париз. Споминавме пред да се вклучиме, една дама покажа вистински како се бори на терен. Многумина ќе кажат дека ова можеби машки спорт, меѓутоа и вие сте подеднакви тука. Како си ти задоволна од сето тоа што го постигна во Париз и навистина беше убаво, беше празник некако за очи кога имаме успешна млада девојка представничка на нашата држава? Па така, да се чувствува на најголемиот спортски настан, навистина не може да се опише ни со зборови. И навистина докажавме дека ние како од една од мала држава со многу слаби услови, со немање на финансиски средства, дека можеме да се носиме со најдобрите во светот и да победам некој што ми бил идол. Како си помина во Париз? Еве јас морам ова да те прашам. Значи, како си помина како твое лично искуство? Значи, настрана спортот се разбира. Навистина едно прекрасно искуство и сето тоа што бевме сместени 20 дена во Олимпиското село, се дружиш со сите спортисти од различни спортови, го гледаш покрај тебе поминува Новак Џоковиќ, Серена Вилијамс, имаш можност да се дружиш со едни такви спортисти и навистина едно прекрасно искуство и не може да се спореди со ништо друго. Дали Олимписките игри се најголемо достигнување за еден спортист? Да, Олимписките игри се најголемото достигнување и сон на секој спортист. Се подготвуваш ли за наредните? Да, тоа ни е целта, секој ден се будам со тој сон и целта ни е не само настап на Олимписките игри, туку и норма и секако да се вратиме со медал.
Јас чувствувам дека Милјана е веќе решена да победи и да кон нови успеси, тоа се гледа дека постои таква пасија и детерминираност да јас верувам дека ќе успееш и така навистина би требало да се следи како еден убав пример за сите оние кои нормално не само во спортот, туку имаат некакви цели во животот и некакви соништа да почнат да ги реализираат навреме и со ваква страст и ваква сила. На крајот мислам дека успехот е неминовен. Сакам да те вратиме малку наназад низ годините. Како ти се одлучи за оние кои што можеби прв пат те гледаат, верувам дека повеќето многу добро те познаваат, меѓутоа како се одлучи за таеквондото како вештина? Така, пред се на сите малечки деца, уште од рана возраст, би им препорачала да се занимаваат со некаков спорт. Тоа не мора да е таеквондо, било кој спорт, да имаат физичка активност, но секако би им го препорачала јас и таеквондото. Како малечко детенце бев буцкаста детенце и моите родители сакаа да се занимавам со некој спорт за да го изгубам вишокот на килограми. И така тие се одлучија за таеквондо, бидејќи во основното училиште во кое што учев имаше само таеквондо и грорна. И така започнува се, на почетокот секако беше само рекреативно, немав цели некои повисоки да се занимавам професионално, но се сеќаш на првиот тренер во тоа време? Тренинг? Првиот тренинг и првиот тренер? Па не, на 6 годишна возраст почнав така да. Па после толку успеси и толку напорна последна година, лесно, не дека лесно се заборува, толку навистина премногу стрес ова, мислам дека и колку што разбрав од муабетот дека постои и тука. Да. И одговорност меѓутоа и стрес. Да. Како се носиш со стресот? Како успеваш да кога го имаш да го сокриеш или да се сетираш да не те победи тебе првенствено, и тоа е некаква си борба во спортот. Па дури ако кажеме дека и најдобрите немаат стрес, најпрофесионалните спортисти би излажале, сите се соочуваме со стрес и таа трема, но треба да научиме како да се носиме со неа, односно кога ќе дојде да бидеме смирени во тие ситуации. Пред борба, кога имаме стрес, трема, тука помага дишење, позитивни афирмации. Често пред борба си ги повторувам сите успеси кои што ги имам постигнато, дека можам, дека сум најдобра и дека за ова тренирам. Убаво го заврши овој. Значи ли тоа дека веруваш дека секогаш можеш да бидеш најдобра? Така е, секогаш верувам во себе дека можам да бидам најдобра, да го победам и најдобриот и да постигнам се. Тоа значи дека никогаш немаш почувствувано страв кога си на терен? Имам почувствувано, некогаш е присутен стравот и пред борба, но мора да научиме како да се носиме со него, односно кога ќе дојде, да дојдат тука тие позитивни мисли, афирмации дека можеме да успееме. Рековме дека ова е една од најуспешните години за тебе, 2025-та. Севкупно задоволна ли си од годината која што изминува денеска? Задоволна сум секако, иако ќе остане тоа жалење за светското првенство, бидејќи уште во првата борба се здобив со кинење на мускулот на бутот и таа повреда ме однесе околу месец и пол надвор од тренажниот процес, но се на се задоволна сум од оваа година и следната очекувам да е уште поуспешна. Твојата порака до најмладите гледачи, зошто да одберат таеквондо? Да не се плашат пред се, да бидат спокојни родителите, затоа што и ова е спорт како и сите останати. Да, бидејќи освен физичките придонеси кои што ги нуди, како што е развивање на моториката, на кондицијата, на силата на лечињата, исто така нуди смиреност, ги учи децата на дисциплина, да веруваат во себе, како во спортот, така и во приватниот живот. Јас имам малку проблеми со не килажата, туку со стомакот. Уште малку морам да го намалам во обем, така што јас може да тренираме таеквондо. Јас ќе се запишам. Мислам дека веќе е доцна веќе. Не е доцна никогаш. Не е доцна. Кога да посакате во очекувам на тренинг. Не можеме поубаво да го завршиме, односно да завршиме утринската програма со оглед на тоа дека едно кратко прашање за крајот на оваа година, кои се твоите желби за наредната година и која е твојата порака до нашите гледачи? Мојата порака до гледачите им посакувам среќни божикни новогодишни празници и да веруваат во себе, никогаш да се не откажуваат дека се е возможно и
Тоа е се. Да, ти посакуваме ние многу успеси во наредната година. Се надеваме дека повторно ќе ни бидеш гостинка и ни беше навистина убаво и благодариме за убавата и мирна енергија како што спомена и ти, навистина успеа да ни ја пренесеш и на нас. И благодарам и на вас. Меѓутоа и мотивација. Ти благодариме и за тоа и јас мислам дека треба да ги послушате овие совети на Милјана. Тебе ти посакуваме многу успеси, среќна нова година, се разбира и тебе.